Промовираната платформа 1198 од минатиот век на ДПМНЕ е токму тоа, нови лажни ветувања. Скопјани, но и граѓаните во над 40 општини ширум државата под капата на ДПМНЕ тоа најдобро го знаат, рекоа на пресот СДСМ. Скопјани, но и граѓаните во над 40 општини ширум државата под капата на ДПМНЕ тоа најдобро го знаат. ДПМНЕ ветуваше бесплатен јавен превоз, 250 екоавтобуси, мегапаркови, капитални проекти, спортски сали, паркови. Ништо од ветеното не е реализирано. Од една страна Стево Пендаровски рече дека бил консултант не негов туку на СДСМ, а од друга страна председателот на СДСМ Димитар Ковачевски кажа дека немаат таков консултант, но направи грешка кога кажа дека две други девојки работеле за него во кампањата, кои што ние имаме сознание дека се сместени во канцеларија, која што се наоѓа во хотел на Кејот на Вардар, во деловниот простор, и се токму тие локалната поддршка на Асаф Исеини, истакнаа на пресот ВМРО ДПМНЕ. Се работи за лица кои што се вработени во PR агенција која што има седиште за регионот во Белград, а тие се дојдени тука за да помагаат токму на ова лице. Не е тајна дека Асаф Исеин помеѓу другото е и советник или PR експерт и на видни лица од политиката на нашиот северен сосед.